Тетово. Добро вечер, храбри и одлучни граѓани. Добро вечер, победници. Да, победуваме. Веќе 60 дена протестираме и маршираме низ улиците на Македонија и не е залудно. Јасно порачавме дека нема да дозволиме лажирани и криминални избори. Јасно порачавме дека местото на криминалците е во затвор, а не во власта. Ниту имаше избори на 5 јуни, ниту аболицијата им пројде. Не им дозволивме да се спасат од одговорноста за криминалот со таа срамна одлука на фикусот од председател. Победуваме, меѓутоа не застануваме тука. Имаме и јасни барања кои мора да ги исполнат до 18 јуни. Уставниот суд мора да ја потврди уставноста на специјалното јавно обвинителство, затоа што не можеме да им дозволиме со нивните ефтини трикови да се спасат од одговорност за криминалот што го правеа последниве 10 години. Мора да прекине и прогонот на демонстрантите и истите да бидат ослободени, затоа што тие не се криминалци, туку се борци за слобода, кои се борат за нашата, за вашата и иднината на сите во Македонија. Тие со шаренилото го бојат цивилото на овој режим и не ослободуваат од истиот. Овие барања мора да ги исполнат до 18 јуни и остануваат и другите барања. Значи мора да се формира преодна влада што ќе ги спроведе реформите од извештајот на Прибе и ќе организира фер, регуларни и демократски избори. Знаеме дека оваа криминална влада не може да организира фер и демократски избори. Мора да се формира и специјален кривичен суд од причина што Сваровски судството и судиите од тефтерчето на Горде не можат да ја спроведат правдата во Македонија. Лицето Иванов мора да си поднесе оставка од функцијата председател на Македонија од причина што не успеа да ја реши политичката криза, туку ја продлабочи истата. Истиот тој Иванов не е татко на нацијата, туку е гробар на македонскиот народ. Кога ќе се исполнат овие услови, ќе се одржат избори, ќе се случат промени, ќе дојде една нова влада и таа влада повторно од Македонија ќе направи слободна, демократска и просперитетна држава. Ние младите, моторот на шарената револуција, сакаме да живееме во таква Македонија и тука да ја градиме нашата иднина. Секојдневно сме на улиците и се бориме за нашата иднина. Ни една кривична, ниту еден притисок не може да не спречи од нашата борба, не може да не одврати од нашата идеја. Јасно му е тоа на Никола, како што му е јасно дека секој наш чекор е чекор поблиску до слободата, чекор поблиску до денот кога во Македонија повторно ќе има правда, повторно ќе има мир. Ке има правда, ке 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 има мир. Тој ден Никола и неговата криминална банда ќе клекнат пред мечот на правдата и ќе одговараат за криминалот што го направија последниве 10 години. Мафија на робија, мафија на робија, мафија на робија, мафија на робија. До тој ден, ние граѓаните од шарената револуција
гордо ќе протестираме низ улиците, затоа што немаме резервна татковина и нашиот мотив е Македонија. Да живее шарената револуција, да живее Македонија!